Здраво на сите и сместете се удобно на Шанк, затоа што на Шанк е вашето омилено нешто кое сакате да го гледате на телевизија и омиленото нешто кое сакате да го правите за време на викенд. Кога сме веќе кај викенд, петок е денот кога има најголемата гужва во сообраќај. Има луѓе кои велат дека возењето на кола ги релаксира. Тие луѓе очигледно немаат возено кола во Скопје и тие луѓе очигледно немаат возено кола во Скопје кога врне. Како изгледа просечен шофер во Скопје кој ќе заврне дожд? Влага у кола, има шола. Чекај сега, кој е воланот? Чекај сега, за газ кој е? Кочницата кај е? Менјачот кај е? И тука настанува толку тотална гужва и лудила, што мислам дека 2-3 капки дожда се леле врне колата, такси. Намам бе луѓе, не сте од шеќер, нема да се стопите. Јас во принцип секогаш имам таа среќа кога се протестира и кога врне дожд во Скопје, а во Скопје цело време и во Македонија врне дожд и во Скопје и во Македонија цело време се протестира и јас сум цело време некаде заглавена во сообраќај и во последно време затоа што ми е страв да возам, да не направам белја, се качувам у такси. Издаглав така за време на протести во такси и дожд, кај протести па и дожд. Она што ми тикна во моментот го направам е да аплицирам за кредит. Затоа што бев сигурен дека нема шанси да можам да ја платам со плата сметката на таксистот кој ќе стигнам дома. Абе, до Тетово, до Свети Николе ми е поблиску со такси да одам, отколку од дома низ Скопје. Друг ми беше мојаветот. Многу ги обожавам пензионерите. Ао, срцки го гледаш само дигни рипа, оди на пешачки. Гајле нема, трчи. И не е чудо позашто им даваат субвенции за бесплатно скијање. Абе, у форма се стари бебе. Не ми верувате. Свирни на пешачки, не намали со колата, виж како трча дедото, онаков целиот да помине. Најомилени ми се девојките, кои ќе пројдат на пешачки. Па се фрцка, па оди, па ти застанува, да видиш малце како е облечена комбинацијата. И голема подршка со девојките со добар задник. Тие се водат по паролата. За добар задник, секаде е пешачки. Единствено релаксација возење кола може да ви биде доколку возите кола од моите пријатели Авточајка, така да, драги мои, за оваа лудница во сообраќај ви треба не кола, колиште. Одберете се уште веднаш, нормално дека изборот е голем и добро познато ви е каде можете да ги најдете за да го земете автомобилот кој нема да го крева вашиот притисок, а бога ми ќе ви се фрцкаат девојчиња пред него. На мое огромно задоволство и уште поголемо задоволство на останатите припаднички на понижниот пол, во студиото на Шанк го донесовме Марко Новевски. Или Марко, дај поврзај. Како сака Сергио. Само викај ме ти. Звонам, никој нема? Да. А вака слабичок изгледаш, не очекував дека ќе излезеш муско? Па, изненадување за на плажа. Истино ти викам, не си ме видела гол и се надевам нема да ме видиш за да можеш видела да спиеш, така да. Не, значи, да те планирам за месец време кога ќе дојде сезоната на купачи, пак за во емисија. Ја рекол, леле, ја помислев ќе ме викнеш на девојачка да ти игра. И за колку? За колку? За тебе, нели за интервјуот, што ти Ама платив. не кажа што јас да се мажам. Тебе ќе се преби, ти за кој без јас сигурно нема да правам девојачка ако се женам. Па нема сега, мислам, зашто па јас нисам Не, ја знаеш будала што да се зафракнам, зашто знаеш на што мене ме намести. Ме замисли сега, знаеш дека најбоље е да правам девојачко ствари, замислиме ја и све жени. Да, тоа идната сопруга ќе. Ја мислам дека најубаво момачко девојачко ќе биде тоа. Да за мене. Зошто бе вакво така збориш ке ту сте девојката, ни ти е страв? Нема да ме остави.
Не може без мене. Дека си поубав? Луда е по мене, не, па не би Шеф, леле, рекол. Би сакала, ама не би рекол, нема да се најде. Марче, шо ми правиш, те немам видено многу време и ни фалиш, буквално вака на телевизори фалиш, ми фалиш да те видам из град. Ке дојде тоа? Ќе Се дојде? спремаме, да. Се спремаме, си работам активно цело време, ма сега се пробувам малце на радио. Мора да да почнам со емисија на Метрополис радио. И си ја пробувам таму среќата, не среќата, едно ново искуство. Немам до сега работено во радио, сите мислеа дека имам работена, за мене прв пат тоа искуство. Така да многу е чудно и интересно. Добре, Пак се- да, јас да. еве како професионалец. Ти имаш во радио работено? Не, Не. не ме знаеш од радио? Не, ти имам гледано на радио два Да? пати, да. Да, сум. Да, добро. Не, знаеш, само збори без да се извинуваш кога ќе сгрешиш нешто. И онака луѓе они слушаат радио. Ови, извини. Да, нема проблем, извини. И онака Договора. не запратуваат ти што ќе кажеш. Не може да знаеш колку дъткам на радио, не сум научен. На Да? телевизија си се вадам со гегови, со дрчање, со фаца ќе напишеш дека ама тука нема. Ете мене Те си што- правам фаци, ама најверојатно за обезбедувањето. И мене тоа ми фали за на телевизија. Фаци да ви правам. Ја мислев дека се градите. Саш фаци да им правим? Не. Ја пробам. Јас тогаш мислев дека е до градите. Сега бил фаците. Па и до градата, види. Дека билдам. Ајде ме мрдај. Еве. Еве јас се облеков. Се градиве да ги покажам. Немој така учи. Не, супер интервју, Да. само ти седи. Само мака да продолжи. Само прави ми муабет. Изедете гајле. Марко, дај побрзај, остана. Од толку години помина, остана како препознатливо врзано ништо за тебе. Ти причи или таман си? Не, таму работа, воопшто не ми смета. Баш ми е добро, можам да се дистанцирам кога треба да му објаснам на некој кој му се јавува или ако треба да ме запише у телефон, ми е најлесно. Ако ќе треба некој да му рече стварно да побрза? Тука е Ништо Марко, не- дај побрзај. Имавме ситуација таква, другарче се јавува, голем поздрав и до Стефи, и до мами, и до Ненчо, да искористам прилика. Ненчо другарот ти пише на мами, другарка и вика, бе, дојдете ајде со Марко сум, дај побрзи, му вреке пруга, че зашто да побрзам? Не, има па што добро. да работа. Ама така, се навикна веќе, не ми смета ништо. Сега вака топси. Да. 3 пива и ништо не ми смета. Иже бе, кој има пиво? Кај? Не смеме. Има, после ќе го извадиме, ќе ги исклучиме после камерите. вот. Сега не смееме, значи Никој ништо не слуша. седиш по шанкови? Да. Најдобра Шанк е терапија. најомиленото место во кафичко го дам, озбилно ти викам. Ако не седам на шанк, тогаш па бирам висока маса, зашто там е најблиску до шанкот, мислам до позицијата шанк. Јас сум на шанк зашто никогаш не ми даваат маса. Не сум Да. доволна фаца. Сакаш да се дружиме? Не знам зашто ти даваат, ако искачаш во миничи, ние намерно ги седнуваме на високи столчиња, тие усукнички што се. А за тоа и тука ме ставаат на високо види го да на столче. право ниво. Да. Така да не се кире, не е дека не те сакаат за на ниска маса, те сакаат за на висока. Што е тајната на тоа да си секогаш вака добро расположен, да си секогаш вака духовит и зошто аман побогу не се појавиш стендап комедија да правиш? Леле, за стендап од тебе, од таму ќе почнам, не сум се нафатил за стендап зашто многу работа си бара. Сите мислат дека нели да излезеш на сцена, да се, можам да кажам се заебаваш? Да. Да, добро. Да, Да се заебаваш? Се заебаваш се или озбилно? Не, сериозна сум. Сериозно. Таа сум многу сериозна. Е, па сериозно, многу работа бара. Како бе многу И- работа, ги па гледам срце само треба. алкохол дури си вада чиша, алкохол. Не, без тоа е за столче. вадењето окей, ама еве да речеме имам правено муавет со Сашко Коцев, голем поздрав да не уче, не мислам. да Немој мога сега да- микрофон. Ево го враќам. Немој. Готово. Имам правено единствено за да спремиш 45 минути стендап треба многу работа. Треба да се утепаш од пишување, тоа е некој што знам 20 страни. Сценарио кој што треба да го извежбаш и не е малце работа. Грешка Јас не сум си. познат по работата. Во 5 минути ми кажа 10 шеги. Овде се насмеавме, што Тоа ми е добро се. спонтано. Е па тоаш нешто ќе договорам стендап, ама тебе ќе те седнам пред мене и тебе ќе ти зборам. А, може. Ме тераш очигледно. Ако делиме, Ти си мојата муза. ако делиме профит. Одма за парите се. Е па сега такви се времињата. Стандард жена. Сега ти кажа. Не, жени бе, вие одма за пари се Не, фатите. ја обично тоа е. не ме интересираат парите, ама дали ти користиш труслена тоалетна хартија, тоа е многу важно. Да. Да, Користам значи зашто имаш секоја пари. Секоја друга проблеми прави. Да, после тоа треба и ногти да чистам и раце да мијам. Ако не е прослојно. Добро, онак мораш да ми кажеш како се бришат со тоалетна хартија оние со големија ногти девојчињата, шпиц ногти што имаат. Ја Тоа- немам на пример, не знам Извини, дали тоа ми е нитки познато. ги прашаш, не знам. Аман, мислам некој да ми ја открие мистеријата како удат, добри ти се, добри. Стварно не, најверојатно вака ја фаќа со овојдел тука и Нешто. гледа да не ја пукне.
Со оваа страна, а верувам дека понекогаш и добре ако имаш ног. Стварно можеш подлабоко да фатиш, поубаво ивици да загребеш, дури да е закоравено и сушено, можеш многу лесно да се справиш со истото. Фасцинантно, просто Не ми сум се веруваш фасциниран. да. Јас затоа не можам убаво да зачешам кој човек, Не, ми фали дури- ногт. Пази, дури ако те фатено оваа рака, пиеш, кажеш ти бил увеца, можеш секогаш да исчистиш. Со запче. Јас се извинувам на сите што во моментов јадат. Не, извини, чекај, ја да ви се извинам на сите што јадете во мене, нема ти што да ми се извинуваш, ма име. Извини. Да. Добро, извини. Ама веќе установивме дека со ваков карактер фалиш на барем стендап, фалиш на телевизија, на радио емисијата ти е, и сега се извинувам радио да дам, немам пуштано да слушам. Треше да ми излажеш, треше да се договориме, да ми се ја слушала да ти кажам што зборам и сега да излезем. Немам мало трауми тоа. дека сега нели пристанав со радиото, па ми е уште вака трансформацијата и немам пуштано радио. Не, фати се на точак возам сега, затоа не слушам радио. Во кола, кога бев порано, нон-стоп слушам. Ама ја онака стварно не возам точак, не знам да возам точак. Ја ќе те научам. Сите се нудите да ме научите да возам точак, кола некој да ми купеше? Не. Сите точак ќе те научам да возиш. Гледај сега, една работа, иако мислам дека ми се искушти нешто, се надевам нема да го Ке ти, слушам. ајде сега направиме со... Значи, или ти ќе ставиш. Да, ќе ставиме Да. тите. Проблемлија. Океј, ти се обратив со израз кој што означува исто полов однос. Да персона што Не знам сака таа да. работа што е. Океј. Не знам, И јас... боле, чим ти не слушна и гледачите не слушна, да. Јас кога ќе ми каже дека штркот ме донал некам браво, без све вакво нудуваш, те живо диво. Машала штргот. Да, ја, донал, Јак. донал. Чим успел да те донесе? Колку време си на радио? Еден месец. Како дојде до идејата, еве се радио. Те Алекс, натера некој тоа? Ми предложи Александра, колешката што ми беше од на иста адреса, што беше реалното музичко шоу македонско, пред нова година таму негде. Делевме, нели, бевме двајцата водители, а он е радиоводител првич. И ми спомна, бе, зашто не се пробаш ваму таму и се ми договори. Искрено треба да Се ми идам да чат. договори. Да. Не се забавам. Оде се ми договори, ми предложи, ја реков, да, расположен сум. Следно беше, ми се јави на телефон, ми вика, Марко, ти договорив состанок со Брег да се видиш, седнав со Брег, ми кажеш, ми каже, се договоривме и Доста е Буквално- само со човек да седнеш 5 минути Да, гледа да, дека да. знаеш да збориш вака без Низи ја пристан. должамата радио кариера. Сега за сега која што не е ни успешна, ни неуспешна, ако е неуспешна, она е крива, а ако е успешна, исто така она е крива, заслугата не е. Да, секогаш е она крива. Жени Да, секогаш жени е сега, да, нормално. да. А телевизијата ќе се враќаш, планираш, има ништо Да. понуди на тоа? Спремам некои работи, ама Ама не се работи. Не ми се, нели, да, една од причините тоа, ама моменталната не би навлегол нели политики, ама таква е ситуацијата моментално каде што очигледно спонзорите калкулираат што како ќе се случи во Најдеме ме иднина. Марко, проблем ли е за спонзори? Ја одамна ба на спонзоруша. Мислам, не е за да спонзорирам, Спонзори или спонзоруша? Спонзоруша, женско барам да ме спонзорира, не мушко. Зависи што ќе понудиш во возврат, еве јас сум расположена да дискутираме. Ама не знам. Али камерата Сега фаќа. цензурирајте. Али камерата фаќа, што имам да понудам? Да, ништо не видовме. Па, затоа и не. спонзори не наоѓа. Не го погодуваш моментот, не го погодуваш моментот. Смеам да го поземам микрофонот на кратко. Да го Сакаш? ставам на едно место. Ау. Па да излажам пред камера, барем. Ја заборавив чорапата ташо, не за тоа. Ти сакаш долг или... Так, добро. Не, ај, окей, са, децава да не ги ставимо Да. нискодна ситуација, дома Чекај, родителиве да деца го трчат. гледат? Да. Доста си ми активен и на Facebook, барем од таму те пратам сега Да. те гледам. Па активен си, Активен. доста си активен. Фотографии, коментари. Да, Срска, тоа беше зашто си купив нов телефон кој што го скршив пред една недела. Затоа те нема сега николку дина. Да, затоа што еве што користам. Видете го ова. Страв ми е дека ако го ставам во уво ќе ми се бутне уво, ќе не можам да го извадам. Сите кога пишуваат на ваква на телефонот ти паѓа ти прават толкав нос. Сакате ви еден експеримент, само да ви покажам зашто не сум моментално на Facebook. Вако. Чекайте само шифрата да не Може ја да видите, ме- таа ми е на сите. Сега ќе ви покажам колку време му треба на мојот iPhone 9s да уклучи Facebook. Кликам на икончето Facebook и ќе одржам вака телефонот додека ние си правиме мовес, чисто Не да знам видиш. дали имаме толку време за емисијава додека Ја да не знам. уклучи интернет. Добри, тоа ќе биде добар крај со 3 точки. Што се случи ќе видите во следното издание на Шанк. Те бараат многу на Facebook?
Па веќе не. Почекаме да уклучи. Да, чекај, сега ќе видиме. До утре ќе... Еве го! Ева го. Дава значи, ама не, тука готово. Чекај, сега може да се уклучи па force close, да треба да му направи, па да се изгаси, па пак од почеток. Ништо јас. Не си има тој. Еве, чекај, јас сум Чек. Јас се нино сум научари во моментов, инаку сум со научари. Премногу Знам. било сексипилно за на телевизија со научари и тргнав. Премногу било? Премногу било, си викам, ајде, сам Марко нека. Шо преш, добар. Сигурно сум многу секси сега во моментов. Да. Чеј, устата си ја лижам или носот? Но и сега сврди се дека многу. Осеќам влакненца, дали е тоа носот или друго нешто? Мислам дека се мустаците. Да, мустаците. Брците. Бркуите. Се уклучи! Чекај, да видам уствари. Да, јас ми ја пуста, дај ми ги намина да видам. Да бе, стварно се уклучи. Чисто да ви демонстрирам, ако сакате да мрднете, вака, треба убаво да го збрцате вашиот прст и да пробате да мрднете. Вака. Гледаш како? Све функционира. Тука завршуваме со телефонот. Завршуваме со телефонот. Да. Праиш. Чекай бе, за ова пари давате што до? Не? Да, затоа го фред мислам нов телефон ќе купам со вашите пари. Чекай бе, ти мислам ми неќе ме даш пари што те викнав во емисија. Кој ќе стврдиш на работа ти така треба да биде. Ме не да разбрале. Да, окей. Удам. Ќе те пуштам на Facebook поени за Лајкни ми сликата, молам, лајкни ми слика и баја ги луѓето следат. Имаш од мене 100 лајкчи. Баја ги луѓето следат, сподели некоја слика од мене, ќе ти гледаш. пратам по купачи никоја со очи. Имам онаква бувча мајчка, многу се отвараат очите на бувчата. Не ми интересира мичката ништо. Све си кажавме и договорено. Пак ќе се навратам на дај побрзај. Потсети ме само што ти остана како најдраг спомен од тоа време затоа што ја одбележа твојата кариера и затоа што мислам дека тогаш стана Марко популарен. Марко го гунеаш женски, Марко мене ми беше Уште ме симпатија. гонате. Да, ма добро, сега мене ми беше Тоа на ме симпатија. чекаше пред врата и ми носеше плишани мечиња. Да. Ти. Да, ми текнува. Еве најсериозно, Да, бе, знаеш знам. колку јам трчана по тебе на плоштад да ме однесеш таму никаде кај требаше да запатува, ти не. Ама ако ти не знаеш дека вака ќе пораснам, тако ти е. Да, искрено да знаеш дека вака ќе пораснеш, другачи ќе играв. Најдрагиот спомен што останува во тоа Најдраг време. спомен, па најдраг спомен едноставно тоа што ми почна кариерата од таму, да речеме, телевизиска. А Тоа како ми дојде? Извини што ќе те прекинам, а како дојде уствари? Случајно ме И најдоа- таму друг ти намести работа? Не, никој не ми намести таму. Уствари да, кога ќе видиш ме намести. Другарка ми се яви да будам игри Легла. без граници. Да ме упознаш с другарката. Да, не е тука сега. Не ни знам каде. Тоа е најтрагично. Тогаш изгубиме контакти и се немаме видено 15 години. Баш со човекот што ми помогна за кариерата. Она ме викна да водам игри без граници и не е битно за која фирма, тогаш на градиште. Плажата, тогаш беше Томатович и водев, нит знаев кои се томатони бутури, такви работи. Едноставно си водев, пред самиот крај дента кога требаше да си одам, ми дојда Бане, Джастин Слаген, не е битно. Екипа? Значи, да, екипата ми рекоа, немеќе, дали би сакал да пробаш? Да, би сакал да пробам, дека секогаш сакам да пробам нешто ново. Не секогаш и не се, да се разбереме. Има некои работи што не ги пробам. Да. Кој свати, кој не. Ако е на мода, ама не. Да, и ми се јавија, отидов, пробав, се погодивме, луѓето ме засака за некој дивно чудо, не знам што видов Како, да. како може човек да не те сака? Ова Еве, чека, како така е, може дај го човек да не комплиментот. те Давај. сака? Давај. Значи, најдобар си. Усовите, Харизматичен. атлетски Признат си граден. во хороскоп. Не, јарец. Знаев дека на препати да фатам. И ти викам од таму почне, иначе друго драго нешто што ми е останато од таму е Мина, Јасмина, колешката за која што работев, она ми беше прв колега во оваа работа, која што ми помогна, немам зборови нормални, тука ми се цела екипа камермани, тонци што работеа што работат се уште во домато, кои што ми се најдоа, не можам да објаснам со зборови, благодарење на кои што денеска функционирам вака. Ти си тоа што Да, си. тие ми се најдрагите сеќавања. Можам да зборам дека ми е најдраго тоа што сум пиел глупости, што сум рипал од дрва, што сум се соблакал гол на площада да трчам, Се ама соблакал гол на площада трчаш? Да. Добро, зашо не гледав телевизија во тоа време? Или може дека сум била мала срце може да и се гледала, ама немало што да се види, па не си приметила дека сум гол. Е, па да, научари, Да. научари И диоптрија тоа е имам од опција. секојаш, ама не носев научари. За некои работи треба микроскоп, не на очари, така да. Не ми се верува да е така, бе, Марко. Yes! Е, не знам, Добре. ама не ми се верува. Да. Не сум сигурна. Не можам ни да проверам. Не сум ми кажала, ама. А, као ти да му Срамата страмата ме, ме, зашто баба ми така е? гледа телевизија, бе.
Баба ти гледа телевизија? Баба ми гледа телевизија. Уште гледа? Да, уште гледа. Не онако ми не уште гледа. Дали на Македонија во моментов, зошто ствари пробаа многу луѓе пробаа некои слични проекти да направат, дури и уште се пробува, не може да успее никако. Јас себе уште се чудам дали луѓето се поддепресивни или Па ќе кажам, телевизиите се проблемот, политиката. Нема, да, дефинитивно е политиката најголемиот проблем во оваа држава. Не навлегувам, не сум човек партиски, Ама кој што на би сакал, не сум ниту аналитичар, ниту политиколог, иако го имаш овако ставот. политички студии студирав, ама не се чувствувам како политиколог. Политикава не утепа. Во секој смисол на зборот не згази и не утепа. Не навлегам дали е дозволено, недозволено, ама тој е глобален феномен кој што ја нападна цела наша планета. Никаде во светов не е исто како што беше, да речеме, пред 10 години, кога уек на кариера ја бев, кога можеше стварно човекот, водителот или гостинот послободно да се изрази. Едноставно не знам, потака, лајт беше Не, цела сега драма. тоа зачудува Сега не, дали- ама приметам дека стварно е глобален феномен, тоа е од секаде во светот е. Него се поставја некои маргини граници кои што ги гушат луѓето. Ама јас кога на додам Македонија веќе депресивна ми е, ме разбираш, Да. значи Е ти ми депресивна. фалиш како човек на телевизија, ама Е мислам дека и сега да се појавиш нема да биде тоа, Нема, тоа не. затоа што Не се ни парите исти како што беа порано и се инвестираше повеќе во телевизијата, во телевизијата. сруши го шанкот па да инвестираме после. Што, го ме Кој ќе инвестира? Само да видам дали ми е телефонот уште тука. Добар Не, ден. не, ја користим оваа прилика за друго нешто да видат. Сакаш и јас да проверам дали телефонот е таму? Да, сакам. Стомага ми преш конкуренција. Да, сакам. Ма значи што не кажам, широко сум облечена. Ти ќе го стискаш од ќе ме оваа страна викаш пак на пустанот. гост. Па визно ќе те чекај. Се изнервирав. Вау. Ти снимаш само пак. Скината ми е колакопката. Сум ти кажал со лак можеш да средиш, со лакче. Без Да, вино, да, чап, да, чап, да, тоа и- многу хубаво има, може Е, да се сега. стопли па да пристанам да носам колакопки веќе. Да. Тоа е, мора да привршуваме овдека никаде, јас Нема мислам. проблем. Макар што Е, јас би сакала тоа и цела емисија да ти ја отстапам, искрено правено Нема проблем. муабе. Да, ма ја немам време. Мака. Пред да те испратам, само да влезам позади шанк и да ти Да ми го дадам... вратиш телефонот? Да, ќе ти го дадам телефонот и имам и нешто за тебе. Па не те пуштаме така. Ева ти го телефонот. Да, iPhone-от фала ти. Работи, Ле, уште работи, да? работи. Нема, тоа е добро така овој телефон, не умира. Дека си најенергичниот човек што го знам на планетата Земја. За тебе имам ова. Гледаш, power. И за твојата понежна половина имам ова. Тоа е што е тоа? Штикла. А штикла. Со Че штикла. црвено црвено обоени, чекај. Ова е за девојчиња, чик. Тоа е за девојчиња. А ова е за јас- тебе. Да, ова пред да си одиме, мора да искористиме оваа прилика. Те молам да го искомплетираш пробам. културно со Вака, кафе, затоа така што се нема да вика. кажам кој друг бренд го пробав и бев разочаран за нешто. Чекај сега, морам да пробам само нешто дали ќе Јас мисля тука. ваква се чувствувам малку исплашено сега вака ако додам на Ти исто облагај се, не дуго многу сега. кондоми вака ми отвора. Не ми збори многу бре. Добре, извини, ајде. Кога ми зборат паника ме фаќа. Ќе да сме нешто да направиме да видиме. Па ќе си одам светка на ке дома. Не, овој мирис никад нема да го навикнам. Мирис. Да? Јас треба ништо да правам или? Не. Прашам. Па ја па се залетав со муабетот. Не. Пази. Добро Нека се, пробам да. јас прашав. Многу ме интересира дали ќе успеам да направам нешто. Помогни ми бе, па ти, ја мога да го скинам. Шири. Не. Чекај бе, ти вака Ама суво е. Не мога стварно. да плюкне да е вој. Чекај малку. Не се секирај, вечер девојка ќе ме убие. Со кој си бе? Кај се бутал кој ќе ми каже, тоа ќе биде. Кај се бутал? А јас со рацете што правиме? Што правиме со О, не, рацете? днеска ќе жив среќен ќе биде. Чекај, кога не ни успеа тоа, ништо онда да го надуваме. Да пробаме бар. Никој попрофесионално до сега нема надувано кондом. Тука да се поздрави, да? Пред да убие. Мислам дека беше доволно. Сонце си ми ти. Се надам забавно им беше. Господа, еден единствен. Ме измори. Ме измори. А овој што не успеавме да го надуваме,
Знаете дека ги викат исто таки гумички, а сите знаеме со гумичка што се прави. Или се брише, или се џонка. Останете пред вашите телевизори, ова беше Марко, дај попрес. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс, мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас. Елит кафе. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Можност за купување преку стамбен кредит од Комерцијална банка АД Скопје со рок на отплата до 30 години, каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Јас да ви кажам една многу важна работа. Животот е премногу краток за да го поминете со бели ѕидови. Јас да ви кажам. Затоа ќе побарате моите пријатели Panprint, kupislika.mk и ќе си ставите што сакате по дома. Бели ѕидови никако. Досадно е бели ѕидови. Ќе си ставите фустанче, штикли, се што ви е мерак да си купите, а немате пари да си купите. Пред некој ден немав леп дома и излегов да си купам леп. Се вратив со 2 пара штикли, 2 нови фустани и успат парфемче, гледам дека немам пудричка. Се на се едно добри 5-6 илјади денари. Леп не купив, ама после ми текна, па и не е здраво леп да се јаде. Што е здраво во лебот? Па и зошто воопшто да се јаде? И онака треба да ослабам. Дали знаете зошто мажите ги држат жените за рака кога шетаат? Аха, од љубов е. Каква црна љубов која пушти од драга ќе му влезе во некој бутик, картичка не ќе му ја земе глава, ќе го боли после 2 недели. Го ја држал за рака од љубов. Залажувајте се вие. Тоа е. Жени и шопинг. Не објаснува поим за кој не можам да кажам зошто ни е потребен, ама ќе ви направиме една проста споредба. Како изгледа женски шопинг и како изгледа машки шопинг? Машко 60 минути има за пазарување. Влага во првата продавница, купува тоа што му се бендисува 10 минути. 50 минути седнува и пие пиво. Жена 60 минути има за шопинг. Влага во 50 продавници, се враќа во првата продавница кај што бендисала нешто и 5 минути седи и пие кафе. И после нормално дома водката, отите боли глава колку се потрошила пари за шопинг. Кога сум веќе кај шопингот, одлично време е да си купите стан во Охрид. Охрид е многу актуелен град, поради тоа што во Охрид доаѓаат марсовци. Да, имаше на времето вести, актуелно беше дека Охрид го посетуваат марсовци. Такви едни марсовци доаѓаат во Охрид и сега човекот отвара врата, го гледа марсоецот и хајде да бидеме малку домаќини, не ги зборат охридјани, не биле гостопримливи. И повелете му вика на марсовецот, седнуваат, вечераат, јадат, ги фаќа веќе доцна навечер. И му вика, ако не познаш, преспите се, ние сме многу домаќини, охридјани, гостопримливи сме, те останете преспите. И му вика овој марсовецот, кај нас адет на Марсе, така по гости, да ги менуваме жените на спиење. И се мисли овој малце мажот, се мисли, бе, важи, зошто да не. Утре дента пијат кафенце, ова нашево кафе, со 5 различни вкуса, во еден најдоброто кафе им вари тука кафенце, цак, и жена му упаја насмејана од ова ваква. Овој ваков. И се трие за ушите. И вика нова, ти мори како си помина вчера. Ми се врти марсовецот, ми вика, колку санти ми сакаш? Му викам 30. Врти ушите, так, 30. Затоа мене оваа цела вечер за уши ме вртеше, уши ме болат, глава ми пука. И така. Сега кога сме веќе кај кафето, слободно релаксирајте се, направете кафенце и да ви кажам многу важна работа. Кога викате девојката на кафе, треба да ѝ речете дојди порано, да има време и за кафенцето.
Останете Македонија и понатаму на Шанк секој петок. Се дружите со нас и репризно во понеделник. Се смееме и уживаме, релаксирани максимално и не барате на Facebook, каде што редовно и таму ве смееме и ви расположуваме, го имате линкот подолу, имате контакт како да дојдете до нас и сега ми останува само да ви посакам убав остаток од оваа вечер, ден, се разбира во која доба сте будни и не следите. Чао!